Велика Британија бележи 595 нови смртни случаи според вчерашните податоци, додека од почетокот на епидемијата починаа 50.000 лица. Тоа е најголем пораст на дневна основа на бројот на смртни случаи од 12 мај, кога се регистрирани 614 смртни случаи, пренесува Reuters. Според вчерашните податоци, регистрирани се 22.950 нови случаи на коронавирусот, што е зголемување во споредба со вторникот, кога тој број беше 20.412. Директорот на медицинската служба на Агенцијата за јавно здравје на Англија, Ивон Дойл, рече дека трендот на зголемување на бројот на починати најверојатно ќе продолжи и посочи дека ќе поминат неколку недели пред да се видат последиците од сегашните мерки. 82% од залихите продаде Pfizer на најбогатите земји во светот, со што направи голема паника и загриженост дека ќе нема доволно дози за населението од сиромашните земји. Фармацевскиот гигант и неговиот германски партнер BioNTech планираат да произведат вкупно 1,3 милиарди дози во текот на 2021 година, но голем дел од вакцините веќе се нарачани од Велика Британија, Јапонија, САД и Европската унија. Оние земји кои купија стотици милиони дози представуваат само 14% од глобалното население. САД ќе добија 6.000 милиони дози, Велика Британија 40 милиони дози, додека Јапонија и Европската унија обезбедија 120 милиони и 300 милиони вакцини соодветно. Гувернерот на Њујорк вметна нови ограничувања со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Тој нареди кафулињата, рестораните и спортските сали низ целата држава да бидат затворени во 22 часот, пренесе CNN. Новите мерки ќе стапат на сила во петок, а ќе бидат воведени следниот ден откако Калифорнија и некои други држави во САД ги заострија ограничувачките мерки. Ова е нашата последна шанса да го запреме вториот бранд, порача на Твитер градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио. Доколку стапката надмине 3%, ќе бидат затворени јавните училишта и ќе се премине на онлайн настава.